Дали трагедијата кај Лепенец во која загинаа тројца луѓе ќе ја освести државата итно да почне да бара решение за поголема безбедност на патиштата? Според сообраќајните експерти, во Македонија патиштата не се воопшто безбедни. Ситуацијата ја отежнува и тоа што немаме систем што покажува каде и зошто има најмногу несреќи, за разлика од европските земји. А без таков систем, тешко може да се намали домашниот црн биланс од 75 загинати годишно на милион жители, што е двојно повеќе од европскиот просек. Освен тоа што се патиштата релативно небезбедни, можеме да забележиме и огромна стагнација на ангажираност на институциите за да се подобри оваа состојба. И тоа не е, да речеме, година-две, тоа е во континуитет неколку години. Сообраќајниот инженер Митревски вели дека државата треба посериозно да постапува со патната инфраструктура, а тоа значи дека треба да се вложува во изградба на поквалитетни патишта. Важна е патната инфраструктура, значи изработка на квалитетна патна инфраструктура е примарно врз намалување на бројот на жртвите во сообраќајот. Исто така значаен фактор при намалувањето на бројот на жртви во сообраќајот и одржувањето на техничката исправност на возилото. И за крај доста влијателен фактор е факторот човек, значи соодветни кампањи, меѓутоа јас и многу пати тоа го кажувам, кампањите треба да бидат изработени врз основа на некаква анализа. Инаку последните статистики од МВР говорат дека само во периодот јануари-мај годинава животот го загубиле 44 лица. Лани во сообраќајни несреќи загинале 124 луѓе. Во 2022 година имало 7806 сообраќајни незгоди, од кои најголем број на подрачјата на СВР Скопје 3119 и СВР Тетово 1117.